Здраво и добре дојдовте во 16-тата епизода на Пак играм подкаст. За нас е ова голем успех и се надевам дека ќе траеме. Пак играм здраво. Пак или пак играм. Здраво. Јас сега дознавам дека е 16-та епизода. Стварно? Да, здраво на сите. Драго ми е што сме во поголем број. Не знаев дека 16-та, мислев дека лета време, едноставно се адаптира, се навикнуваш и убаво ти е. Станавме зависни од ова. Се надам дека и вие добро дојдовте, добро вечер на сите. Се надеваме дека заедно се дружиме, учиме. Пред да почнеме пак ќе кажам лајк, ќе ве замолам доле лево у ќош. Тоа ни е единствената поддршка што ја бараме и ни значи. И subscribe. И subscribe. Па предпоставам дека кликаат subscribe, али за лајкот исто така влијае многу на алгоритмот. Ти добра си иначе? Шо има? Па како дома да си направиме. Да. Добра сум, супер сум. Многу ми е драго што стварно многу брзо помина времето. Ова веќе 15 недели каде што снимаме емисии, подкаст, како и да е. И гледаноста е се поголема и реакциите на луѓето се поголеми, иако од самиот старт на оваа емисија не очекувавме некои големи бројки. Прво, нели, ради што сме на почеток, а второ, затоа што пошироката маса не интересира едукација, не интересира, за жал, промена на себе, на здравието, на изгледот. Мислам, сите сакаат подобро да изгледат, кој ретко се трудат луѓето тоа да го постигнат, и се надевам на уште поголеми бројки, затоа што имам спомнато, но пак ќе кажам, нашата главна цел и мотивација за овој подкаст беше малце повеќе ширење на свеста за здравието и за грижата на себе. Исто така голема благодарност до Адастра, бидејќи да не беа Адастра, немаше да постои ни овој подкаст. Одлични суплементи, македонски бренд. Тие што имате пробано знаете дека говориме вистината, а тие што немате ве охрабрувам да пробате, бидејќи грижата за здравието вклучува и суплементација. А ти добар си? Нешто како гипс да имаш направо. Не, таква ми е ролката, новата колекција на Replay. Таква ми, зашто дека залади. Да. Така изгледам ко здравен? Не, се шалам. Не, убаво супер е. изгледаш. Ке имаат нова колекција Fashion and Friends, поточно Replay. Сите му на приземје. Така, добар е? Одлично. Еве, јас сум во бело, мојата полуролка, мојата кошула. Манго, да си ги поздравам и да изразам благодарност. Да, јас видов еден многу добар фустан у Манго. Да си го земеш. Да, ќе го земам. Есенска така. колекција. Маци тука на рамениците ми штрчеш, ама супер вака ми делува. Добро се ти стрчи таму те. И него како што кажа, да, не очекуваме, не ни планиравме да имаме бројки од 100.000 на ваков тип на подкаст, пред се поради тоа што Македонија нема толкава публика, изградено се уште. Ние сме можеби не цели 2 милиони народ, од кои што повеќе и повеќе се незаинтересирани за промени, за жал, али се надаме дека со ова ќе влијаеме секој процент плюс на позитивно манипулирани кон спортот и кон здравите навики, ние сме успешни. Тоа ни е успехот. А помали се бројките, бидејќи се што е поврзано со промена, со општествена промена, ментална и физичка промена на навики е тешко и помалку болно, секоја промена е нели тешка, и затоа луѓето не сакаат често да слушаат нешта, едукативни форми кои што те тераат на промени. Луѓето сакаат повеќе хедонизам и комфорт, сакаат повеќе да слушаат нели сеир и трач, и секогаш таквите повеќе успеваат во бројки, ама тоа нас не ни менува и не обесхрабрува да продолжиме бидејќи си ја знаеме својата цел. Точно така. Така да можеме и оваа епизода ќе селектираме едно 10 прашања, добри интересни прашања кои што не сме ги одговориле до сега, ваши прашања претежно од Инстаграм и дел од Јутуб, па би ве замолил наместо постојано кај мене во инбокс на Инстаграм да пишувате повеќе во Јутуб коментари и од тамо полесно ќе ги филтрираме и селектираме, бидејќи мене инбоксот ми е тотален хаос. Така да може да започнеме. Ајде, може. Прво прашање. Зошто постојано објавуваш пешачење, а не трчање? Дали може би имаш повреда? Па бидејќи пешачењето ми е онака пред се не ми изморува, што е најважно. Да, може би ќе треба подолго време за да се достигне тој калориски број на потрошувачка,
али пешачењето не ми крева адреналин и кортизол, ми ги сочува мускулите, не ми го подига пулсот многу високо, исто ми троши калории како и трчање, само подолго го правам, отприлика правам секој ден околу 100 минути пешачење и ми реагира многу подобро отколку трчање, бидејќи самото трчање ми ги омекнува мускулите, да си има своји бенефити трчањето, меѓутоа со пешачењето компарирано пешачењето е посупериорно, заради тоа што кортизолот е низок и апетитот ми е низок после пешачење, додека после трчање ми иде да изедам многу калории, значи многу, после доаѓам дома после трчање, телото е така истоштено, вознемирано, еуфорично, полно со кортизол и си бара посилен опоравок. Додека пешачењето не бара опоравок, нели, за пешачење не треба телото да се опорави, освен ако не пешачиме од тука до Истанбул. Иначе за пешачење не треба некој силен опоравок и телото многу лесно се регенерира и можеш истиот ден да си правиш тежински тренинг. После неколку сати, јас ги двојам, пример, сабајле пешачење, навечер тегови или обратно, додека после трчање, како што кажав, да, може нијанса, нели, повисок пулс и си повеќе подлабоко во фетбарнинг зона, во зона на топење, меѓутоа кортизолот и немирот што го сеќам после трчање ми е драстично повисок. И после трчање го губам оној топчест и венаст тврд изглед, буквално телото ми омекнува. Така да од секој аспект ми е подобро пешачењето, плюс многу ми е важно да пешачам во природа, со слушалки на уши, си ставам некоја музика или подкаст и можам да учам за тие 100 минути. Постојано учам, слушам подкасти и уживам, додека при трчање немаш концентрација да слушаш нешто, да се фокусираш на некоја емисија или подкаст. Така да и тоа време го трошам продуктивно и време за себе. Баш тоа сакав да кажам, дека пешачењето нема само физички бенефити, него има и психолошки, поготово кога пешачиме во природа. Да, па реално мене ми е повеќе тоа секој утро, додека светот спие, некако сабајле во бели мугри, осеќам повеќе душевен мир и ми е повеќе психолошка терапија отколку што го гледам како само кардио. Додека трчањето, не уживам во трчање, некад го правам рутински, да, често пати, ама не уживам во тоа и не ми е таков душевен мир како пешачењето. Јас би рекла дека пешачењето е еден вид на медитација. Апсолутно. И плюс ако си сам со себе, тоа има посебно значење и ефект. Така да, особено им го препорачувам на оние кои што имаат некаква повреда, јас иначе немам повреда, нели, тоа е дел од прашањето, сум немал повреда и не да чекам да се помрдам од место. Суеверија. Сум немал уроци што би рекле Стефани и Сергеј. Сум немал повреда, ситни мали некои дневни истегнувања, ама никогаш повреда, не дај Боже. Можеби и поради немање на тоа на таков тип на поголема повреда, 20 години ова тело ми трае и се надам дека ќе го чувам да ми трае до пензија, до пензија што би рекле, до 100 години повеќе не ни бараме. Така да пешачете луѓе, немате што да изгубите и верувам дека секој има време за, не мора 100 минути, ама 50-60 минути во денот, секој има време да пешачи. Или барем 3 пати, нели оно, барем. Да, ама, знаеш, ние сме, го зборевме тоа и во првите епизоди, ние сме дизајнирани да се движиме. Тоа е многу важно. Не сме дизајнирани само за пред компјутер, како што, нели, технологијата ни налага и канцелариската работа, особено тие што имаат канцелариска работа и што седат, и луѓето што пример, во возило, таксисти, што возат, тие мора повеќе да пешачат. Така да тоа е кратко јасно. Да, и поготово за почетници кои што не имаат кондиција да прават некои такви активности како трчање, нели, или брзо одење, идеално е пешачењето. Да, и прекумерна дебелина, луѓето што имаат стварно преголем број на килограми, нема логика да трчаат, особено на асфалт, со патики кои што не се за трчање, си отвараат многу поголема работа и штета за коленици, препони, рбет, така да пешачење се пешачење. Сега тие што сакаат да се спремат за маратон или што имаат спорт кој што е поврзан со перформанс трчање, тоа е веќе друга тема. Со кондиција, точно. Добро. Следно прашање. Дали е поважна исхраната или тренингот? На што повеќе да се фокусираме? Дали тоа правило 70-30 е реалност? Па некој тоа го измислил 70-30, не знам како мислат 30% храна или пак 17% храна. Еве, знаеш и ти од твое искуство, колку и перфектно да се храниш, ако немаш физичка активност, прво ти паѓа базалниот метаболизам.
таа храна што јадеш не се искористува доволно како што треба, каде што треба во сите кели и мускулни зони. Не можеме да имаме фит добро тело со развиени екстремитети и тврди мускулисти ако немаме добра активација. Јас би рекол секогаш правило кај мене е 200% храна, 200% тренинг. Нема никаков компромис тука и некој дисбаланс. Од друга страна, колку и перфектно да тренираш, ако лошо јадеш, обратно, лошо ќе изгледаш. Храната е доминантна во однес на изглед. Не можам така да ги поделам, не знам. Све е доминантно. Се дефинитивно. Да, има многу луѓе што викаат 90, 10, 70, 30. Во некои спортови е поклучен тренингот, во некои спортови е поклучен делот со исхрана, али во рекреативниот дел двете се 100%. Тоа не значи дека треба да сме 100% доследни до некоја програма, дека ако идеме само 95% нема да успееме. Зборам, двете се важни, ниедно не доминира. Од здравствен аспект, исто така двете доминираат. Физичката активност е пресудна за долговечност. Знаеме дека мускулатурата е најважен инструмент за долговечност. Тоа е докажано, прикажано на сите можни научни студии, а и без да го читаме по студии, гледаме по ние најмускулисти луѓе и дури и жени, кај жените. Многу жени, знаеш, се бунат, викаат, мускулите се за мажи. Не, повеќе се за жени. Ги имаме и ние. Да, меѓутоа потребни ми се после 40-50 година на жени. У кој смисол потребни? Кај нас мажите секако тестостеронот е присутен, помалку или повеќе, и кај нас ќе се одржува таа мускулатура. И со мала физичка работа некако ќе се одржува. Во ДНК машка генетика како алфа принцип, алфа код е маскулинизам. Кај жените тоа може скроз да исчезне. Затоа на жените им треба тежински тренинг после 40-50 индивидуално е. Така да јас и на стари жени, стари бабички би им рекол од 60-70 години да тренираат. Ние имаме еден момент кај што се чудиме кога ќе видиме некој рил, некој видео со некоја баба од Америка 70 годишна дека тренира и се чудиме бидејќи е една у милион за нас. Да. А во некои земји има многу жени по 60-70 години кои што изгледаат фит, за нас се ти е фрик, бидејќи не сме навикнати. Ние сме навикнати, за жал, оној балкански синдром, бабите да се згрбавени, или анорексични, или прегојазни, да се преполни со болести, да се движат едвај на штаки. Нели тоа не е некој модел за баба, стара баба, за жал, од некое старо, можеби турско време. Треба да го смениме, тоа е нашиот, да го дешифрираме тој мајндсет, да ги гледаме нашите мајки и баби, да ги тераме и мотивираме да се активни за подолго да ни се меѓу нас живи. Така. Баш сега скоро негде видов, мислам дека беше во Јапонија беше. Има како парк, мислам као не е тој парк на пензионери, али цел парк е полно со пензионери и се плаќа, мислам дека некој влез во тој парк и сите пензионери буквално секое утро одат таму. Не мора да е тоа некоја јака физичка активност, мислам има и што се вежбаат, али се најчесто истегнување, пешачење, значи има некаква физичка активност баш прво ради долговечноста и не само долговечноста, него знаеш не е секогаш важно колку долго живееме, него како живееме, квалитетот на живот, затоа што некој може да живее 100 години, ама полот животот да му помине во болки, во маки, во болести. Апсолутно. Така да многу треба да се фокусираме на здрав живот, а са долговечноста тука има многу фактори за долговечноста. Ама за здравието дефинитивно сме ние виновни. Одговорни да кажеме. Да, и само да финиширам со ова, реков дека нели физичката активност е пресудна за долговечност, ама исто така и храната. Ако имаме ние постојано само добар тренинг и активација, тоа е супер, еден важен фактор и исполнет услов, но храната тука е повторно важна. Така да 100% храна, 100% тренинг е идеалната формула. Баш на темава интересно е, пред некој време ставив стори едно така маце комично, ама со добра порака, бидејќи како што кажав, секој утро сум на кеј и гледам се повеќе и повеќе пензионери, ама зборам во длабока старост, кај нас на кеј. И тоа ми изненадува. И си викам, овие луѓе не следат социјални мрежи за да се мотивираат. Од каде црпат инспирација? Али најверојатно децата, внуците влијаат, ги тераат. И сватиле, можеби, дека тоа ги носи и ги држи во живот. Баш сретнав еден човек, морам да го поздравам, нема социјални мрежи, имаше 81 година, Цветан се викаше, дедо Цветан, од Карпоше, нека да го поздравам, ако има внук, син, нека ни пише, сакам да го поздравам, Цветан се вика, бил професор по физичка култура, уште на времето ми збореше за Југославија, и се сретнавме на кеј, секој утро се среќаваме на шипките на кеј и он тренира.
пешачи и прави некои така мини полусклекови, му помагав нешто, зборевме околу згибови. И колку беше позитивен и добар и човекот личеше на 60, кога ми кажа 81-2 години, реков, браво, тоа е тоа. Така да на тие шипки за вежбање гледам се повеќе стари луѓе и тоа ме радува. Следно прашање. Зошто суплементите на Адастра се драстично поевтини од странските брендови? На вкус се супер, но како да знаеме квалитет во споредба со другите фирми? Како да знаете квалитет, еве? Квалитетот се гледа. Ке паднеше ова да немаше квалитет. Не, реално прво јас од свој аспект кажав и на стартот кажав, уште пред да склучам договор со Адастра, дека јас никош не би користел нешто што не би го тестирал, што не би го сакал, што не би го користел вистински, за нешто да промовирам, такво нешто кај мене не постои. Што не си сигурен во квалитетот? Што ме знаат, гледаат дека освен што имам сериозни амбиции за поимот форма, имам поостри критериуми за зборот моја форма и не би користел нешто што е просечно, не лошо. Така да не би го користел, не па да го промовирам. А реално па не би рекол дека се ефтини, би рекол дека ние имаме различна перцепција за тоа што е скапо, што е ефтино. Зашто? Америчките и делоноите и скандинавските и германските производи ни ги имаат напумпано и сменето тие стандарди за цени, да ние мислиме дека тоа е нормална цена за тој квалитет, за да изгледаат посериозно и по-премиум. Не би рекол дека се ефтини, би рекол дека се достапни, нормални цени. Додека, пример, да ги видите можеби какви се во Дубај цените или во Чикаго, Мајами, од локалните брендови се поевтини отколку Адастра во Скопје. Точно. И тоа кажува дека за локална употреба, иако се тие стварно брендови кои што постојат по 40 години и можеби треба да се поскапи, бидејќи ете, имали историја, поддржуваат милиони спортисти, имаат и трошкови сето тоа, меѓутоа кај нас ние сме во Македонија произведувачи на тој бренд и не поминува низ многу трговци, процеси и не поминува низ многу станици. Дали секоја станица и трговец си има посебен ќар и маржа за да дојде до рафт. Што би рекле народски од втора, трета или четврта рака, да се од прва рака. Да. Нешто што е од трета рака, логички е дека треба да е поскапо. Нема логика вториот или петиот трговец да нема ќар. Зашто би го работел тоа? Од тука од старт е подразбирливо, а реално суровините што ги земаат и германските производи, и американските и балканските ги земаат претежно од исто место. Не дека тие се научна фантастика, сум пиел германски креатини, цел живот сум пиел американски протеини, не осеќам никаква разлика подобра или полошо со сум пиел и словенски протеини, ако е за тоа, ако сме скептици за балкански квалитети, Србија и веќе имаат и Бугарија што означуваше порано ја гледавме како најфейк држава со највеќе фалсификати за облека и за суплементација и они веќе се одлични. Сакам да кажам, веќе толку е развиена суплементарната индустрија да веќе брендовите у светот немаат простор за кикс. А тој кикс ќе се види. Знам еднаш кога имате си имаше голем кикс во врска со Nutrition Facts, околу 2 до 3 грама минусирале на шекерите од составот, има бан на неколку години. И потоа се ребрендира, и уште некои брендови, дали BSN или не знам, и многу брендови паднаа и сега толку се строги тие критериуми и таа дирекција за храна да нема простор да е не фейк, нема простор да е помал квалитет од тоа што пишува. Тоа е важно. А ние балканците сме, тоа особено македонците имаме еден лоша мана и табиет, пример кога купуваме дома ајваро домашно производство, не се прашуваме која баба во подрум го правела и го купуваме. И сме го прифатиле како тоа е, не знам, од смоки до да не ги менам сокчиња, го прифаќаме. Меѓутоа кога станува збор за суплементи, одма од старт имаме скептицизам дека нешто можеби не е добро во врска со цената, не фигурира добро, знаеш. Апсолутно не. Али квалитетот на Адастра, дајте им простор и можност и шанса да го видите, стварно е. Вкусот е предобар, али еве да кажеме по вкус не се суди, има многу пијачки што можеме да ги видиме во маркет со добар вкус, меѓутоа со канцероген состав. Така да ви препорачувам да си пиете, еве, баш вчера отидов во Кам маркет да направиме шопинг и што имаше чија, да. Мислам дека и имунобус, да, јаболко имаше црвено и жолто. Топ, така да живели и да си купите пијачка.
Да, се согласувам со тој момент дека некако чим е македонско производство, по дефолт треба да значи дека нешто не е добро или не е квалитетно. Мислам, ја го разбирам тој момент затоа што имало такви ситуации, зошто луѓето тоа го мислат, ама не секогаш е така. И сметам дека треба да се има поддршка за македонски брендови, без разлика дали станува са збор за суплементи или храна, што и да е. Имаме ние многу добри фабрики и производи кои што ги увезуваме надвор од Македонија децении уназад. Па Дастра, Србија, Косово. Да, сакам да кажам и други производи кои што буквално 30, 40, 50 години постојат на македонски пазар, но и негде надвор. Да. Така да не се што е македонско е лошо и неквалитетно. Како што кажа ти, јас ке се согласам, никогаш, апсолутно никогаш, ни јас ни ти, прво нема да користиме за себе, а второ нема да промовираме нешто за кое што не сме сигурни. Ние не го правиме тоа за пари, односно само за пари. Така да, апсолутно стоиме за тоа. Да, инаку да, Адастра има доќени во и Косово, и во Србија, и во Грција. Тоа многу кажува за квалитетот. Бидејќи Грција е ЕУ, и во ЕУ не поминува нешто просечно или што не да Боже не е во суставот. Или скем, не постои такво нешто. Така да, тоа е тоа. И не само што има добар квалитет, туку има многу голема палета и избор на суплементи. Значи, буквално. Еве, и Натура Терапи, како друг, не толку само спортски, туку по хелти од здравствен аспект бренд и спортскиот бренд Адастра. Така да останува да видите. Така е. Да вкусите и проверите. Добро, може да идеме понатака? Може. Висок пулс. Дали е неопходен и колку да е висок за топење на масти? Кога ќе ми изнервираш, ми е многу висок пулсот, да. Тогаш најмногу топиш. И притисокот, да, тогаш топам. Само ти ме нервираме дома, јас ќе топам, ќе се чистам. И ќе јадам глупости, и ќе се чистам. Ако има таква опција. Во ПМС не само што јас јадам и ти за да вратиш калории. Ја по 10 кила слабеам кога ти си усе. ПМС. Ти качуваш 5 кила, јас слабеам. Компензираме. Ака ви, тоа е живот. Тоа е брак уствари. Мрак. Па да не е монотоно. Да се случува нешто. Така. Па високиот пулс, да, тоа е многу погрешен став. Тоа е многу често прашање. Пулсот не дека нема никакво поврзано со слабење, меѓутоа нема директно влијание во слабење. Покажува дека телото работи под некое високо темпо, јак напон и дека брзо се случува процесот на размена на крв, кислород, дишење, има убрзани процеси. Да, тоа може да доведе до повеќе потрошувачка излезна енергија на гориво, ама тоа е еден од 50 фактори, буквално. А еве јас како што кажав од првото прашање, моето кардио низ годиниве, особено оваа година, ниту еднаш не беше со висок пулс. Речи си ниту еднаш, многу ретко да правам шпринтови, кога немам време, имам 20 минути, скокам на јаже, вреќа, шпринтови, тоа, ама многу ретко. Моето кардио е основано само на низок пулс. Низок до среден пулс, зона 1, зона 2, ретко зона 3. Али високиот пулс, ако топеше, тогаш и при одредени лекови или симпатомиметици или кофеин, со висок пулс во седење ние ќе во мирување ќе топевме. И рете при нервоза, при адреналин, кога ти се случи нешто напнато или страшно, од самиот кортизол и адреналин ти креваш висок пулс. Тоа не значи дека ти си во зона на топење. Така да пушти дома хорор, гледај, ностоп под стрес, ти ќе слабееш. Нема поврзаност таква. За жал, има многу луѓе кои што се спремаат и за надпревар без никакво кардио. Јас имав години кога што се спремав без кардио за надпревар и Како тоа изгледа? Како го постигнуваш тој дефицит ако не правиш кардио? Кардиото е еден инструмент за кардио, една алатка што може да има, може и да нема, многу е убаво и клучно да има, али без кардио или сум правил два тежински тренинзи, оддалечени од, не знам, радиус од 4, 5 или 10 сати, или сум крател на храна, што е погрешен пристап, подобре секогаш да јадеш повеќе и да трошиш повеќе преку кардио и тегови. Јас тогаш што од мрза, што од незнаење пред многу работа реално, што од многу презафатени, пребукирани сати, немаш време за себе, не се ставаш како приоритет, едноставно и ќе дојде навечер полно време за мене за тежински завршуваш и после си викаш каде немам време за кардио. Одложуваш за утре за задутре и ми поминала цела сезона без кардио. И како опција го гледаше тоа, кратење на хидрати? Да, кратиш на калории, на јагле хидрати, на масти со цел да имаш пак дефицит. Така да дефицит се постигнува на многу различни начини.
Не е погрешно, али најправилно е да се јаде повеќе и да се троши повеќе, дефинитивно, особено преку кардио. Се согласувам. И да не се согласуваш, што е? Следно прашање. Вас ви мене или нешто дали се согласува? Не, не. Како не на многу луѓе ми е тоа важно, јас да заклучам на крај да кажам така е, те молам. Така е, стварно. Следно прашање, вика. Интересно. Обсесија за совршен изглед. Преголема обсесија имам јас и сестра ми веќе години и години. Јас да не сум го пишал. Не. Па обсесија е, мислам дека многу строг груб збор, некоја лоша етикета залепена. Некако обсесија. Но постојат луѓе, навистина што тоа сакам да кажам дека релативно е. Например, и мене често ме викаат, па и тебе, и на многу луѓе кои што вежбаат, особено луѓе кои што се многу длабоко навлезени во комфорт, сега опишувам и друга ситуација, луѓе што се навлезени многу во комфорт и во што пливаат многу години во некоја дебелина, прејадување, знаат да не опишат на спортистите како види го овој се обсесира многу со телото. Знаеш, не е баш така. Имаш подобро да се обсесирам ја лично со мене, со спорт, отколку да се обсесирам со лоши нешта, со пороци. Некако мозокот ни бара да се зафати со нешто. Сега тоа ако помине граница и ако е екстремно, е проблем. Али таа граница е релативна, имагинарна. Јас, например, не знам како да го преведам, јас дали се обсесирам. Не се обсесирам, ама многу се грижам за мене. Ментално, физичко здравје. Плюс мене ми е тоа професија, директно заработувам и од изгледот и од знаењето, јас морам да се обсесирам. Например, што е обсесија? Еве, можеме да кажеме и дека пеачите се обсесираат со своите настапи, со својот глас. Еве, например, да земеме Тамара, поздрав до Тамара. Сигурно пред настап, пред Евровизија, што и да е голем евент, таа мора да се обсесира со својот изглед, настап, глас, држење, говор на тело, трема. Тоа е таа професионална обсесија, тоа се професионалци. Еве, фудбалерскиот карантин е тотална обсесија кон топката, кон перформансите. Така да, сега зборам за луѓе кои што го работат тоа, како ние. Се работи, предпоставам, за рекреативци луѓе кои што можеби не ни тренираат или тренираат, не знам. Меѓутоа, добро е да се грижи за себе, али обсесијата, ако е вистинска обсесија и преобседнатост, она стремење кон перфекција, тоа е погрешно. Перфекционизмот и совршенството се погрешен смер, бидејќи никогаш нема да го достигнеме, а постојано ќе го бркаме. И тука следува незадоволство, многу ќе сме строги кон себе, самокритичност, ниска самодоверба. Тоа повлекува многу работи, а како да го подобриш тоа? Па има многу начини. Ете, работа со психолог е можеби клучна метода. Работа во теретана и работа со исхрана, без да го гледаш постојано огледалото, исто така. Дај си онака време за процесот, не барај совршенство и многу е важно, тоа го зборевме со Ивана на подкастот со Ивана Хадживанова, многу е важно да не се гледаат само оние илузии, тоест совршени модели на Инстаграм. Тие ни ги мешаат коцките и не тера да мислиме дека ние не сме доволно добри, а тие може да се преполни со филтри и ботокси. Ни изместуваат сликата за тоа што е добро. И што мислиш ти на темава? Кажи ти од женски аспект, пошто се работите за девојка. Да, па јас сум за секогаш да се грижиме, нели, пред се за здравјето и после за физичкиот изглед, но физичкиот изглед не ја прави личноста. Значи личноста ја прави, мислам, физичкиот изглед не е идентитет. И главното прашање е зошто се стремиме кон некоја совршенство. Прво, совршенство не постои, тоа е измислено нешто. И сите ние во нашите глави имаме различен поем за совршенство или за убавина. Од каде потекнува таа потреба за совршенство? Дали за да најчесто моје мислење дека тоа потекнува за да се задоволат потребите од другите луѓе, односно да се прикажеме пред другите луѓе убаво. Са тоа може да е жени кон жени или жени кон мажи, без разлика. Како што кажа, физичкиот изглед не е личност, не е идентитет. И тука исто е поврзана и самодовербата. А ја мислам дека самодовербата не доаѓа само од физичкиот изглед. Да, многу е важен физичкиот изглед за самодоверба, но не секогаш. Еве, јас ќе споделам едно моје искуство. Пред 3 или 4 години
И јас бев во моја најдобра форма. Не до тогаш, него воопшто, до сега, до овој момент, јас тогаш бев во најдобра форма. А јас најмалце бев задоволна од себе, од својот изглед. И имав една многу интересна случка, каде што јас бев буквално со многу мал процент на масти, значи немав целулит, имав рамен стомак, прекрасно изгледав, ама тоа отпосле го видов колку прекрасно изгледам. И во тој период јас се криев, ја не облекував хеланки, носев широки тренерки, широки мајци. И одам во Сити Мол и се качувам на ескалатор и пред мене една девојка која што имаше видно вишок на килограми, носеше хеланки и кратка јакна, ама толку самоуверено одеше. Толку убаво изгледаше без разлика што има вишок килограми, без разлика што и се познаваше целулитот преку хеланки, беше буквално пред мене на ескалатор и јас ја гледам и прво нешто што викам, алалде е на самодовербата. Баш. Значи, тогаш ја сватив дека самодовербата не е само од физичкиот изглед, туку од тоа дали си задоволен со сам себе во комплет. Апсолутно. И физички, и емоционално, и психолошки, и секако. И тоа ми беше еден таков потсетник, и дури ми дојде да изгушкам девојката, знаеш, ми уклучи некоја сијаличка, да, во глава дека не се во физичкиот изглед. Иако сега, например, не изгледам така како што тогаш изгледам, сега имам многу поголема самодоверба, бидејќи почнав да работам на себе, почнав да се фокусирам на внатрешната, на мојата внатрешна состојба, на мојата психолошка состојба, на доживувањето за себе. Многу е важно како се доживувам со себе. Ако се доживуваме себе само преку физички изглед, тоа е погрешно. Бидејќи, како што кажав, не сме само физикус. Имаме карактер, имаме идентитет, имаме енергија, со која енергија зрачиме. Така да би се согласила со тебе да се консултираме треба во таквите ситуации со некое стручно лице. Јас почнав да работам на себе баш. Тоа беше главниот тригер. Затоа ја споделив ова случка, затоа што сватив дека самодовербата и вредноста за себе не е преку физичкиот изглед. Иако не мислам дека треба ние да се запуштиме да не се грижиме, но пред се треба да се грижиме за здрав изглед, затоа што само здравото тело е убаво тело. Апсолутно, многу добро кажа. Квалитетите се многу повеќе од мускули и рамен стомак. Точно. Тие се супер, кукла на излогот, нели што често пати тоа купува, привлекува, али квалитетите се многу длабоко во себе. А самодовербата, главниот извор на самодоверба потекнува од какво ти мислење и презентација има за себе. Пошто јас сум сведок и гледам и се дружам и сум работел со фитнес модели, тренери, бодибилдинг такмичари кои што изгледале блиско до совршенство или изгледаат моментално, они немаат вистинска перцепција дека така изгледаат. Они се многу самокритични. Зборам кога ќе видиш како изгледа дечкото или девојката, надпреваруваш неколку дена пред сцена, гледаш дека не знаеш што повеќе треба да иде ова тело за да стигне до совршенство. Тоа е тоа. Као икона, постер. И кога гледаш неговиот вајб, внатрешна енергија, ниска самодоверба, несигурност и кога гледаш на какви мани потенцира он, става акцент на некој дел од подвактицата или некоја линија тука што ја нема, а некој таму ја имал на Мистер Олимпија, сваќаш дека се е психа. А како што кажа ти, дечки кои што се далеку понеспремни во таква форма острина естетика, шетаат самоуверено, голи и не ни ја перцепираат таа негативна, пример, слаба задна ложа или замастени стомачни. Затоа што се ја знаат вредноста. Прифаќање на маните, затоа што се ја знаат вредноста како личност, како човек, се ја знаат вредноста. Да. И тоа е многу клучно да се знаеме. Сите не имаме свои, и мани и предности и треба да ги негуваме. Треба да ги негуваме предностите, талентите треба да ги негуваме, да си зададеме одредени цели и да работиме на остварување на тие цени за да се чувствуваме посамоуверено, да се чувствуваме исполнето и мислам дека тоа е клучното. Да, а тука има уште еден важен фактор, многу е важно партнерот и дома, фамилијата, особено партнерот со кој што треба да живееш цел живот, каква и дали ќе ти даде валидност дека ти си добар и со добар изглед, со лош, дали ќе ти ја уништува самодовербата или дали ќе става бензин врз самодовербата. Ако партнерот те убедува директно или индиректно дека ти не си изгодна, дека лошо изгледаш, дека ако ти го акцентира целулитот или мали или лоши гради или нос, уши,
најверојатно твојата самодоверба ќе е уништена, пошто секогаш многу често нашето основано мислење за себе се потпира и на партнерот, што мисли тој за мене. Може често пати да ми ја разнишаш самодовербата ако секој ден ме викаш дека сум, не знам, дебел. Значи јас колку и да имам самодоверба, климав можам да сум, ако сум лесно манипулативен. Да, слаб карактер. Реално влијае премногу партнерот. Зборам со некој што живееш цел живот, така да работа на себе, гледање на повеќе од таа површна слика, работење и на таа површна слика, али повеќе на менталната слика. Бидејќи старееме, некогаш сигурно ќе имаме поопадната коса, помали мускули, поголем стомак. Треба да се трудиме да не е така, да му даваме отпор на процесот ејджинг, старење, ама треба и да се помириме кога ќе дојде тоа. Дефинитивно. Да не даваме отпор премногу на тоа, него ментално да сме постабилни кога ќе дојде тој зид. Мислам дека има малце улога и карактер. Тебе сега ќе го спомнам мојот внук, Павел. Например, него да го прашаш, кога го праша ти, Павел, тренираш фудбал, што мислиш од 1 до 10, како ќе се оцениш? Он вика 10. 10. И ти викаш, ти кажа некој, не, јас си знам. Вика, јас сум најдобар. И Тоа е и тоа. него интересира кој што мисли. Внук ми другиот вика, па ја би рекол 4-5. Као, него не те слушам. 10 вика. Да. Така да, тука е клучот. Ете, пак се враќаме на самодовербата. А од друга страна, пак повторам, што е совршенство? Тоа е некоја фикција во нашата глава. Не постои зборот совршенство, затоа што ако ние сакаме да најдеме мани на себе или во некого или во нешто, ние секогаш ќе најдеме. Многу е важно што акцентираме, што храниме. Кој волк го храниме, како беше приказната. Добро, може понатака. Добро. Следно прашање вика: мускулатура и жени, бенефити и штета. Само бенефити. Толку. Да, кратко јасно. Само бенефити, да, толку иди дале. Не, па спомнав од трето или четврто прашање колку се важни мускулите, особено кај жената. Жените малце погрешно тука го перцепираат оној момент кога ќе им кажете, кога ќе им кажеме вежбај со тегови за да направиш мускули. Одма си права слика во главата, големи набилдани мускули, топчести, машки, венасти мускули и си викаат, не ќам тоа. Уживајте и да сакате, не можете така да направите. Дај Боже така да се правеа мускули, супер ќе беше. Многу тешко се гради. Кај жената нема доволно тестостерон и хормон на раст за да се случи тој процес. Тој алфа машки процес на раст и хипертрофија многу тешко реагира. Може да се случи повеќе кај онаа жена која што се родила или растела во млади години со многу тестостерон. Го зборевме тој претходната епизода делумно за мали деца. Али жената како жена е женска силуета, нели? Тешко да се измести од таа рамка женска нормална и да искочи да влезе во машка рамка. Треба да сакаш тоа да го направиш и повторно е тешко. А ако сакаш тоа да го направиш и користиш допинг и многу месо и многу работа на тежински тренинзи, може да поместиш граници, али не се плашете да вежбате, секако само ќе ви реагира на долговечност, на што е многу важно. Освен што реагира на долговечност, мускулите се буквално одбранбен штит за многу болести. Еве, инсулинската резистенција, осетливоста на инсулинот и тие рецептори се директно поврзани со мускулната хипертрофија, односно мускулната густина, директно влијае позитивно врз таа инсулинска сензитивност. Премногу, не да зависи, него буквално тоа е тоа. Речи се и да нема, премал е бројот, освен некој генетски што е надарен, да добие диабетис, некој што има мускули. И за машко, и за женско тука. Збори, диабетисот и мускулите онака се косат, буквално. Освен ако не сме ги оштетиле тие келеи, дали многу генетски или во текот на детството, па подоста да се случиле тие мускулни развои. Али не треба да се плашиме, ние жените, ќе речеме. Не треба да се плашиме, ние жените. Ама даш, од друга страна, се согласувам само малце, само би додала нешто. Ако се плашиш од голема мускулатура, таа голема мускулатура не доаѓа преку ноќ. Постепено доаѓа и ќе приметиш. Кога ќе приметиш дека веќе многу, само ќе намалиш на интензитети, немаш големи мускули. Да. Да. Сега сум видел сум имал и клиентки кои што се спаѓаат во тие мал број на многу мал број на исклучоци, ендемски вид кои што со тежински тренинг, кој што за некоја жена е пресуден, го прави напорно и пак нема резултати, тешко и оди, кај некоја со месец-два се гледа дека, али тоа пак повторно одвучува тестостеронот тука, се гледа дека таа жена креира квадрицепс и тоа не масен, него чист квадрицепс,
Пак тоа е симпатично на женска верзија на квадрицепс, ама се случува под топче, задник, рамото е пусако е дефинирано, на помал процент на мускулат на телесна маснотија се гледа тоа изразено маце отцртано рамо, што е симпатично, убаво е. Меѓутоа, нели, не може да е преголемо, меѓутоа гледам кај некои клиентки се развива тоа. И од старт, и сега некој од нив, пол од нив викат, леле, топ, изгледам цврсто, топ ми стои. Некои викат, леле, немој оваа верзија имам, не икам, дај да ги намалиме. И што викаш ти, лесно е. Намали на протеински внес, намали на јагли хидрати, смени ја исхраната маце, намали на тежински тренинг, поеќе на кардио, ти си пак се враќаш во фабричка каросерија за многу брзо. Баш тоа, muscle memory постои, али пребрзо се губи. Значи многу е лесно да изгубиш. Како сега да кажеме, леле, стокатница изградив, како да ја срушам? Лесно е да срушиш, тешко е да ја направиш. Многу тешко. Онака требаат мајстори кранови. Да, добра компарација направи, баш така. Многу лесно се руши, стварно, за жал, со еден потек. А фактички со губење на мускулатурата, опаѓа имунитетот, опаѓа либидото, опаѓаат хормоните. Тие имаат домино ефект. Кога едното се крева како осигурач за струја, се пали се, буквално, особено и кај нас мажите. Креираш повисок тестостерон, дали со суплементација, со тренинг, со храна, пожелно е со сите три, расте либидо, расте расположение, се подобрува инсулинската сензитивност, мускулната тврдина, долговечност се случува, буквално сите бенефити се, нема една штета. Така да не се плашете, само штета. Тоа е кога да речеш, не ќе многу пари, Не, имај ти, ако сакаш можеш да ги потрошиш одма. Сакам едно подпрашање. Тешко да не е само. Не, се спомна либидо, а да се надоврзам на претходната тема. Тама да се напиеме, ти прашај до 5 минути. Колку влијае либидото на самодовербата кај личноста, без разлика дали станува збор за маж или за жена? И па реално повеќе влијае кај маж, пошто некако мажот треба да е доминатор, да се покаже, и ако на мажко му го украдеш тој перформанс, му го намалиш, мислам дека тука се сечат нозе. Мене не ми се случува, за друга разборам. По телевизија тоа што сме виделе. Што сме виделе, цртаните. Колку, па е добро и кај жена, значи сакам да направиш на мала краток одговор која е таа поврзана, затоа што е многу важно да се спомне и оваа тема. Па да, реално поврзана е сепак со ментално и физичко здравје, нели? Рековме дека ова не е бодибилдинг подкаст, тука е опширна тема. Па искрено премногу влијае во врската, може да е пресудно, особено во нова врска, тоа знае да е пресудно, али само тестостеронот не е фактор за либидо. Многу луѓе тоа го мешаат. Низок ми е тестостеронот, а имам либидо, деме како? Или пак имам висок тестостерон, немам либидо, тоа ми е многу често прашање. Сум го зборил и на други подкасти. Ајде сега тука. Како гостин, пропат кај мене, па јас сум сега гостин кај тебе. Иди си гостин, ајде гостин. Кажи. Да, и не е само тестостеронот фактор. Да, доминатор е супериорен на база на тема либидо, али тука пролактинот и кортизолот и естрадиолот, исто така естрадиолот е секс хормон. Тоа превод значи тестостеронот ако е висок, со тренинг или генетски или суплементација и што и да користиме, а ние немаме либидо воопшто или мало, најверојатно пролактинот е најчеста тука блокада. Пролактинот е директна контрадикторна врска со допаминот, а допаминот како неуротрансмитор е важен за ние да имаме сексуално расположение и да имаме ние психолошка помисла на таа тема. Ако е скратен допаминот, а е доминантен пролактинот, тие се спротивни, ние немаме прво задоволство, немаме благодарност, многу емоции тука се исклучени без допаминот, нели? Затоа сите бараме допамин, да се нахраниме со допамин преку храна, преку наркотици, преку алкохоли, хедонизам, што и да е. А можеме и на природен начин да го буснеме, да го кренеме. Али сакам да кажам, пролактинот е главна блокада. Сега тука е интересно, затоа треба златна средина да имаме на хормоните. Висок естрадиол е намалено либидо. Низок естрадиол е искоренето либидо. Буквално. Тестостерон превисок е предобро за либидо, дури може да прелее чашата, да се случат некои глупови помисли и да удри многу лошо на психата. 24 часовно мислење на секс и слично, што е нездраво за да функционира нормална индивидуа. Кортизолот исто така друга блокада, која што ако е превисок, телото доживува стрес и нели кога сме под стрес, ние не мислиме не на секс, не мислиме на ништо.
Само мислиме на стресот, на проблемот да се реши, па потоа доаѓа, кога се смири кортизолот, доаѓаат оние емоции, дали си ти среќен, добар, гладен, ти се спие или не. Кога си по стрес, не ти се спие. Така да многу хормони влијаат, ама тоа е менливо, променливо и се адаптира во услови амбиент, од храната, опоравокот и стресот. Па ќе кажеме, стресот знае да е доминатор. Денеска имаме предобра храна, нели, зависи што ќе селектираме, имаме предобра суплементација, имаме одлични теретани, имаме идеални услови за ние да сме долговечни и да имаме високо либидо. Ама дневниот стрес, од оној утрински аларм кој ќе ти зазвони во 6 до вечерните собраќајни метежи и слично знаат да влијаат на сексуалното расположение. И сега го поврзувам на претходното прашање, се тоа што го кажа кога се сите хормони, нели, навака натака доре или горе, тука се губи самодовербата без разлика на нашиот изглед. Апсолутно, да. Добро, следно прашање. Ладен туш и стречинг за опоравок, да или не? Додека одговараш ти, јас можам од бомбици од Фитнес Хаус да се послужам. Па јас можам, чекај. Веганските ми се омилени. Чекај сега. Овие се нови некои? Нови се са спокойно, не ме давај када. Типа цела бомбица. Много слабо. Иначе, поздрав до Фитнес Хаус. Има 4 грама протеини во една бомбица, 7 грама јаглехидрати и мислам дека 2 грама мастил. Збори ти нешто. Да што да зборам, да. Добра ли си? И можам и јас да јадам. Што ќе вежбаш утре? Не, шала на страна, мене ми се омилени овие, мислам, сите им се вкусни, али вегански ми се омилени. Така да, следното прашање беше ладен туш и стречинг за опоравок, да или не? Реално стречинг не е само за опоравок. Јас стречингот најмногу го користам, ќе речем. Го практикувам наутро, затоа што некако ми го буди телото. Бидејќи долги сати сме нели во мирувачка позиција, спиеме и за мене најважен, а и најдобро ми делува утрински. И го правам буквално во кревет, додека не сум станат од спиење. Но секако за опоравување и за многу други бенефити има, апсолутно. Да, има, знам на што се акцентира, најверојатно, но луѓето многу се ослонуваат на ладниот туш, како нека прва примарна метода за опоравок, а е далеко од примарна метода за опоравок. Важно е, можеби, терцијално или на четврто место за опоравување, бидејќи не секој може да издржи ладен туш. Не секој сака ладен туш. Јас, например, не можам да смислам ладен туш. Ладна вода воопшто не сакам, ми прави немир, некој му е тоа целта, да му крене адреналин и супер му е. Мене не ми е убаво. Едноставно, јас сакам врела вода и тоа е индивидуално. Не дека врелата вода е полоша или топлата или ладната вода е поефективна, си има своји бенефити, ама луѓе со висок адреналин, кортизол и со слабо срце не смеат да помислат да влагаат во прежешки сауни или да користат преладен туш. Или некои идат нели во мраз, во она ладна купка со кофа со мраз, што јас сум го пробал и тоа дефинитивно не е за мене. Као може да ме изнервира цел ден да бидам напнат ради тоа, ми прави немир, едноставно ме вознемирува. Толку малку делува на опоравок, зборам да, кај повредени луѓе кои што имаат инфламација, воспалителни процеси, да, е една од важните алатки, ама не пресудна. Мора да почнеме од оние ендогени внатрешни опоравувачки системи и методи, например, храната, сонот е најголем доминатор. Сонот ако не е испочитуван, храната, хидрација, активен одмор, пешачење исто така реагира премногу. Со кислород и крвоток реагирам можеби повеќе од таа ладна бања, ладна купка. Ако тие работи ги немаме испочитувано, особено сон и храна, џабе ние и цел ден да спиеме во ладна кофа со вода. Нема никакво влијание. Како може човек да спие во ладна кофа? Па, мислам во кофа општо. Добро во некој во џакузи ладна, со мраз. Тоа го прави Бети, поздрав до Бетика. Она живее во ладна, не е тоа уживање, допамин, она ужива у тоа и верувам дека не секој ужива така и не ја осудувам, тоа е супер, ама не може секој да издржи. Тоа треба и храброст, треба и мајндсет, а дека има здрави бенефиции, апсолутно, да. Али не е нешто примарно што треба да го правиме на дневна база. Можеме, а и не мораме. Стречингот е супер, но пак ќе кажам некој трето, пето, шесто место за опоравок. Претежно храна, суплементација и одмор е многу доминантна темава.
Кои суплементи се добри за опоравок, за рекавери? Па реално сите суплементи делуваат или индиректно, второ, трето степено, или директно. Например, протеин како протеин, него ни рачунам во суплементи, многу во храна го рачунам. Кога ќе рече некој, брат, дали го осеќаш протеинов овој, дали е добар? Не се осеќа така, знаеш, тоа е храна. Кога да ми рече и дали го осеќа стеков. Тоа е храна, се разложува на аминокиселини. Креатинот нема директно влијание за опоравување како одредени аминокиселини, БЦА, глутамин, протеин, али па индиректно реагира со тоа што привлекува интрамускуларна вода и ние сме поимуни. Поимуни на отпор, можеме да издржиме повеќе одреден стрес и притисок, дали е тоа телесен притисок, концентрација и слично. Глутаминот исто така многу го користам за опоравок, не само за опоравок директен преку аминокиселини, туку глутаминот пред спиење го подобрува хормонот на раст и тука затоа викам индиректно, второстепено го креваа хормонот на раст и хормонот на раст е онака главен, ја менја цела игра кога се работи за опоравок, особено во тие ноќни сати на спиење. Хормонот на раст заедно со мелатонин и со тестостерон буквално не буди квалитетно да се осеќаме опоравено. Додека ние спиеме, се регенерираат милиони клетки во телото и кели, така да, суплементацијата е пресудна, а и например витаргото исто така е многу добро после тренинг, витарго, електролити. А кажи ми БЦА-та? БЦА-то е супер. БЦА-то го пијам, најкористен производ во мојот живот е БЦА и протеин. Ја го газам од пиење, онака можам да потрошам 10 кутии месечно. И не го гледам баш само како суплемент дека нешто очекувам, вау да ми се случи. Многу луѓе многу често тоа викаат: "Абе брат, не го осеќам БЦА, ништо посебно не осетив." Не треба ништо да осеќаш. Знаеш како некои суплементи ќе ги осетиш кога ќе прекинеш да ги користиш, сваќаш колку си имал ти ефект, си имал тврдина и кога ќе паднеш на работна килажа, дали од креатин, од преворкаут, што и да е, сваќаш дека нешто ти фали во тренингот, кога на суво вежбаш. Така да не мора да осетиме нешто вау да ни се случи као дневна промена, тоа внатре си работи, како со храната. Си работи на дневна база. Супер, одлично. Значи, заклучивме дека и ладниот туш и стречингот прави опоравок, но не се како примарни. Точно, да. Океј, добро. Кога завршиме ќе го мавнам одма ова. Многу ми се јаде. И последно прашање за ова епизода. Викам. Дали доброто пумпање и отеченост на тренинг значи и напредок? Имам одлична пумпа периодов, но омекнувам следниот ден. Некако не сум ист. Има одлична пумпа, најверојатно е сопственик на нека бензинска пумпа, човеков. Има многу пумпи. Ја имам една пумпа на тренинг, вежбам денеска гради. Па пумпата е еден показател дека имаш дека си нахранет дента добро, дека имаш хидрација, висока концентрација на содиум, на сол, нели, на натриум и вода, повеќе тоа означува добрата пумпа. Бидејќи еве да земеме и некој погрешен концепт на тренинг, кој што е со 20 секундни пауза или некои функционални тренинзи, некој кросфит, кој што нема директно влијание врз хипертрофија, врз раст на мускулите, може да осетиш и на таков тренинг сериозна пумпа, онака да ти се укачат рацете. Често пати после junk food, после лоша храна преполна со сол, некој бургер со помфрит, имам неверојатен памп. Значи пумпањето ми е онака да се преукачам. Градите ми се толкави отечени со крв. Тоа значи дека имаме добра концентрација на вода, сол и крв и кислород на тоа место. Ама тоа не значи и прогрес. Прогресот го одлучува храната, подоснежниот опоравок во тие наредни 20, 50, 100 сати, сонот, многу фактори се. А пумпата е добра да имаме, али многу често, например, сум немал некоја кузна каква пумпа на тренинг, али сум прогресирал. Бидејќи сум го лимитирал внесот на сол и вода, можеби, и не сум осетил драстична напумпаност. Обично луѓе што се долго време на диета, во дефицит, и што регулираат оптимално сол, немаат драстична пумпа, ама затоа имаме суплементи, преворкаут, што има нитрик оксид, кој што делува врз тој осет на напумпаност и таа крваток и тој кислород на збиена ќе се збие повеќе кислород и крвоток на дадена зона, пример, ако вежуваме бицепс, и осеќаш повеќе напумпаност. Ама пак и тоа не е гаранција ако не јадеш, ако не му дадеш доволно протеини и опоравок на мускулот. Така да, добро е да имаме пумпа, ама нека не ве важе чувството дека тоа е тоа што се случува, дека промена се случува. Веднаш кога доеш дома, буквално има ситуации, вежбам нозете оттечени, доаѓам дома, ги снемува, се враќаат до нормала. Така да крвта избледнува, се повлекува на другите зони
се распределува и веќе го нема тој филинг на помпа. Што значи дека тоа омекнување не значи дека тренингот бил лош и дека нема напредок. Да. Супер. Одлично. Одлично објасни. И тука е крајот на оваа епизода. Се надевам дека уживавте, се надевам дека одговоривме на доста прашања. Мислам дека овој пат малце 7-8 прашања одговоривме, но ги одговоривме баш. Да, имаше некои така долго. подлабоки Ама имаше теми. и уште некои Под прашање, над прашања, до прашање, да. Ако супер, да. Баш како што кажав, мислам дека баш сакам и коментари од луѓето, сите што не следат, кои теми ви се важни, поврзани со нашето поле ментално, физичко здравје, фитнес, па нека и кросфит. Во план ми е да викнам човек кој што многу години се бави со кросфит, бидејќи се популарно е тој функционален тренинг, кросфит, сега има и Hyrox, мислам дека се викаше, сериозни дисциплини кои што земаат замав и би сакал да ми се гости. Имам баш онака долг список на атлети кои што се од различни бранши и сакам да споиме да не е класичен бодибилдинг или класично само градење на мускули, туку и градење на перформанси. Така да чекаме коментари и фидбек, ние ќе се движиме и ќе креираме според вашите барања и потреби, се доека во оваа рамка на спорт, здравје и нутриционизам, и со задоволство ќе ги споделиме сите информации што целиот живот ги учиме и ги практикуваме на себе и на клиенти. Така да фала ви многу, уште еднаш ќе ве потсетам, лайк, сабскрајб. И тоа, Марија, ти што ќе додадеш? И тоа се гледаме следен вторник во исто време. Поздрав! Поздрав!